Добре дојдовте на Слободен печат. Започнуваме со поинакви вести. Цаци, готова си. Ваква заканувачка порака од автомобил добила пратеничката Славјанка Петровска доцна синоќа околу 23 часот пред зградата во која што живее. Возач на автомобил со охридски регистарски таблички со умисла да ја заплаши и го пресретнал патот на пратеничката и поранешна министерка за одбрана Славјанка Петровска, а од внатре и била упатена закана, потврди таа за Слободен печат. Пратеничката се вознемирила и во полициската станица пријавила конкретно лице од Охрид, за кого се сомнева дека стои зад ова загрозување на нејзината сигурност. Во станица посочив дека нападот доаѓа после пратеничко прашање кое го поставив минатата недела во врска со дете одземено од неговата мајка и доделено старателство на таткото. Но моето прашање не беше за самата судска пресуда, туку за постапувањето на службеник од Центарот за социјални работи, кој без да има таква одлука се обидел да го одземе детето од мајката и да го предаде на таткото. Причината поради која што знам за ова е затоа што самата сведочев во 2 наврати дека детето не сакаше да се оддели од мајката, бидејќи таа живее кај мене на спрат, изјави Петровска за Слободен печат. Што е идентитет? Додека бугарите инсистираат да станеме модерни македонци со современ јазик и модерен идентитет. За некого идентитетот може да биде и гравче-тавче. Да се потсетиме уште еднаш на највиралното видео кое што го одбележа вчерашниот ден. Идентитетот е она како се грижиме за нашата традиција. Например, манастирите во Северна Македонија, например, погачата, тавче гравчето, пинџурот или полнетите пиперки. Ова не помина убаво кај јавноста. Голем број граѓани замерија на кос. Еве дел од нивните реакции низ сатира, гнев и лутина. Ке го бутнеме меч кинкамен и вакво ке ставиме. Дали идентитетот на словенците се крајнскиот колбас и преку морската гибаница? Ова е прилично голема навреда ако ме прашувате мене, а уште поголема е ако се има предвид дека доаѓа од припадник на етничка заедница која споделувала со нас заедничка држава. Инаку тавча гравчето и погачата и пинџурот и полнетите пиперки се медитерански јадења и никако не се доказ за посебноста на нашиот идентитет. Да дојдеш во главниот град на една држава и да кажеш дека идентитетот е пинџур е дипломатска навреда без преседан. Македонскиот народ не е наменито. Нема да не сварите за вашиот желудник полесно не сомеле. Се што сме го избориле, не сме го готвеле. На здравје гравчето. Како што разбрав, нашиот идентитет е летна манџа и манастирите окей, ама тие малку оплјачкани ни се. Ајварот ни го земаа други. Името го дадовме. Јазикот гледам нешто се дешава таму. Културата одваја, држиме додека оди во турботраш. Значи пиперки ни останаа за летна манџа и останува уште да ја романтизираме сиромаштијата од типот. Абе све ви сменија, ама пиперките никој не може да ги пуни кој вие што ги пуните. И ние да викаме: да, муце. Може немавме многу, ама бевме среќни со пиперките. За идентитет не било битно име и јазик и фолклор, туку тавча гравче и пунети пиперки, кога да сме ресторан и аплицираме за Мишелин звезда со алачка за претседател. Народ што ќе го изгуби јазикот, се изгубил за секогаш и себе си. Токму и затоа Бугарија сака да потури модерен во европските извештаи. Ја продолжува агонијата со бескрајни барања, а Марта зема да зборува за пинџури и граф. Туку Марта, со пинџури идентитетов, ни го сврте рингишпилот на евроскептицизмот на најако. Може би токму тоа и беше намерата. Знае дека Европската Унија не сака, никогаш нема да влеземе. Па како фина дама од Ексју ни дава свежо алиби со мирис на полната пиперка за уште поразлудено наше оддалечување од Европската Унија. Успеа жената. А меѓу лавината реакции да не го изоставиме и нашиот премиер, кој веднаш ја поправи кос. За мене мојот идентитет не е само прекрасната македонска кујна, туку и Гоце Делчев, и Шапкарев, и Миладиновци, и Линденското востание, и Дамјан Груев, и Јане Сандански, и така натаму, и така натаму. Но ова не го засени премиерот на Албанија Еди Рама, кој повторно се издвои со неговиот препознатлив стил на облекување. Рана дотеран во одело се појави со бели старки. Среќен и расположен кажа дека никогаш не биле поблиску до Европската Унија и дека сите обврски ќе бидат исполнети во предвидените рокови заедно со Европската комисија.
Во секоја држава има мафија. Само во Македонија мафијата си има своја држава. Ова стои во писмото на градоначалничката Данила Арсовска до Михаилис Рокас. Таа го замоли амбасадорот на Европската унија во Македонија да ја пренесе нејзината порака до еврокомесарката Марта Кос. Во писмото таа наведува дека по неодамнешното откривање на криминален скандал во кој е вклучен градоначалникот Висер Ганију и неговата организирана криминална група од општина Чаир. Таа и нејзиното семејство, како и инспекторите и вработените во град Скопје, се изложени на закани и насилство. Арсовска верува дека вклучувањето на Европската унија не само што ќе го зајакне и придвижи постапувањето кон правдата, туку ќе испрати и јасна порака дека корупцијата и криминалните активности нема да бидат толерирани. Лани во земјава умреле 4140 граѓани повеќе отколку што се родиле истата година. Најмногу се родиле во Скопскиот регион со 40,4%, а наталитетот бил најмал во Источниот регион со 5,8%. Во градските подрачја во 2024 година се родиле 9694 деца, а умреле 12826 лица. Во селските подрачја лани се родиле 6367 деца, додека умреле 7375 лица. Бројот на склучени бракови во градските подрачја изнесува 6014, а бројот на разводите во градските подрачја изнесува 1299. Европската унија главно финансиски ја поддржува модернизацијата на железничката линија Белград-Ниш, која е дел од поширокиот паневропски коридор 10 што продолжува кон Солун и Атина. Македонија е исправена пред голем предизвик, конечно да ја модернизира пругата, железничкиот транспорт да го добие значењето што го заслужува, на бизнис секторот да му се олесни транспортот, а граѓаните да патуваат не само во рамките на државата, туку и надвор од неа. Но како да се обезбедат финансии? Министерството за финансии го продолжува рокот за доставување понуди од банките за финансирање на проектот до 7 јули. А видете го сега ова. Секој 10-ти црногорец давал мито во последната година. Во 12% од случаите, некој од домаќинството го сторил тоа, а меѓу оние кои имале контакт со инспекцијата во последната година, повеќе од 1/4 од нив тврдат дека представниците на таа служба побарале или очекувале мито. Слични искуства доживеал и секој 4-ти корисник на услуги обезбедени во здравствените установи и секој 5-ти граѓанин кој имал контакт со полицијата во Црна Гора. Пентагон ги суспендира испораките на оружје за Украина поради загриженост за американските залихи. Министерот за одбрана на Соединетите Американски држави Пит Хегзет ја донесе оваа одлука откако испрати меморандум со кој нареди инспекција на американските залихи на муниција, кои се исцрпени по години испраќање оружје во Украина за одбрана од руската инвазија. Како и речиси 2 години воени операции на Блискиот Исток против бунтовниците Хути во Јемен и помагање на Израел во борбата против Хамас, Хезболах и Иран. А дали Иран се подготвувал да го минира Ормудскиот теснец? Американските извори изјавија дека иранската војска минатиот месец натоварила поморски мини на бродови во Персискиот залив, што предизвика загриженост во Вашингтон дека Техеран се подготвува да блокира клучен трговски пат Ормудскиот теснец по израелските напади врз локации низ Иран. Според информациите добиени од американските разузнавачки служби, овие подготовки следеле откако Израел го изврши првиот ракетен напад врз Иран на 13 јуни. Што носи големиот убав закон на Трамп? Законот за буџет и имиграција кој што беше усвоен вчера во Американскиот сенат, а кој американскиот претседател Доналд Трамп го нарече голем прекрасен закон, ќе ги задржи даночните олеснувања на Трамп од 2017 година и ќе додаде нови, ќе ги зголеми трошоците за контрола на имиграцијата и војните трошоци, а вклучува и големи намалувања на трошоците за здравствено осигурување, индустријата за чиста енергија, студентските кредити и помошта за храна.
Духовниот водач на тибетските будисти Далај Лама потврди дека неговиот наследник ќе биде именуван по неговата смрт, отфрлајќи ги шпекулациите дека 600 годишната институција ќе исчезне со неговото заминување. Тој додаде дека неговиот кабинет во соработка со раководителите на тибетските будистички училишта и други религиозни лидери ќе бара и ќе признава наследник во согласност со традицијата. Кажа дека неговиот наследник ќе биде роден надвор од Кина, што го налути Пекинг. Далај Лама пред 2 дена го прослави својот 90-ти роден ден. На забавата присуствуваа повеќе од 7000 функционери, вклучувајќи ги индиските министри и холивудскиот актер Ричард Гир. Плажата Галарокавос на првиот крак на Халкидики е прогласена за најубавата плажа во Европа за 2025 година од страна на European Best Destinations. А на наша среќа, оваа плажа е многу блиску до нас, односно се наоѓа на Халкидиките. Станува збор за плажа која се наоѓа помеѓу Палјури и Певхохори, а всушност е природна лагуна со уникатен изглед. Чистата тиркизна вода, мекиот златен песок не ве оставаат рамнодушни, а дополнително ова место ви нуди и обкружување со раззеленети борови дрвја и пейсаж кој го одзема здивот. Плажата е голема, едниот дел кој е организиран се лежалки, а остатокот од плажата е див и го користат оние кои сакаат голема приватност. Доколку се размислувавте каде на одмор, еве еден предлог од нас. Почитувани гледачи, читатели, слушатели, подржувачи на приказната наречена Мамавизија. По 16 успешно реализирани епизоди, со денешната емисија ја заокружуваме првата сезона. Се радувам што овој проект одекна добро меѓу пошироката јавност, иако ќе признаам дека тргнавме самоуверено и сигурно во тоа дека ќе успееме да ги освоиме вашите срца со различни приказни за мајката. Што поради тоа што за прв пат беа раскажани на нашата платформа, но и поради тоа што секоја епизода носеше моќна порака. Целта ни беше да ја представиме величината на жената како мајка, да ја издигнеме на пиедестал во различни форми и облици. И тоа секако со помош на нашите ценети гости. Овде е моментот кога ја користам приликата од дното на душата да им се заблагодарам на сите гости и гостинки што храбро ја споделија својата приказна за мајката, што ги распослаа емоциите пред мене и пред вас, така несебично, и при тоа охрабрија многу наши гледачи, инспирираа и утешија, но и насмеаа. Драги мои гости, беше задоволство да се биде во вашето друштво и да се слушаат вашите судбини. Секоја на свој начин помалку тешка, но некоја и тажна, а истовремено и прекрасна. Му благодарам и на целокупниот тим од колеги кои што се потпишува зад Мамавизија, без кои секоја емисија немаше да се изреализира така лесно и убаво. Сакам да ви се заблагодарам и на вас, од другата страна на екраните, за одвоеното време, да бидете наша публика, за сите убави коментари и критики, за сите предлози и сугестии што ни бевте ветер во грб. Дојде време да здивнеме и одмориме. Летото ќе го поминеме во пиење многу вода, мачкање заштитен фактор, јадење лесна храна и кроење на планови за нови гости и нов шмек за втората сезона на Мамавизија. Ви благодарам што погледнавте уште едни поинакви вести. Повеќе информации побарајте на slobodnpečat.mk.